Еве сме во вториот дел на неделниот микс. Имам навистина исклучителни гости во студио. Именно неодамна во Народниот театар Јордан Хаџи Константинов Џинот во Велес премиерно беше изведена представата Мајка по текст на современиот француски драмски автор Флориан Зелер во режија на Јордан Витанов, а драматургија на Сашо Димовски. И во студиото е дел од екипата Зорица Панчик, која обележува јубилеј 30 години на театарската сцена, и исклучителниот врвен театарски филмски актер, музичар и водител Васил Зафирчев. Добре ни дојдовте. Фала. Добро најдовме. Како сте? Супер, одлично. Убаво. Добро. Пријатно. Па баш ми е драго што е така и се радувам дека и на гледачите ќе им понудиме да навистина пријатен разговор. Еве ќе започнам пред се од дамата. Зорица, честитки, 30 години кариера, творење во актерските води. Благодарам. Малку повеќе од 30. 30 години се на сцената на Велишкиот театар. Така. Јас почнав и порано за време на студиите со Академска театарска лабораторија, гостување во Народниот театар Штип, па Куманово, па некои независни сцени. Да, убаво е. Убав пат поминал. И еве накратко да се вратиме на почетоците и на она конкретно во вашата работа во Велишкиот театар и во Стариот театар. Како беше тогаш, како е сега? Многу различно. Многу различно. Во Стариот театар условите беа страшни. Страшни, дури е мал збор. Беше многу студено или беше многу топло. Немаше средина. Секогаш надвор беше потопло од внатре, кога беше зима. Ама ентузијазмот беше многу голем, исто кој што и сега голем. Тоа е единственото што си го земавме од стариот објект. Ентузијазмот и љубовта кон театарот. Васил, ви исто заедно долги години, спомнавме 26-7 години, зазнаете веќе со Зорица. По доаѓањето на Зорица во... Да. Во ансамблот на театарот. Какви беа вашите првични, нели? Ја знаев само како актерка и како гледач, но потоа и почнавме да работиме заедно, а меѓу другото станавме и многу блиски пријатели. Така што не врзува и пријателство и многу убава професионална соработка повеќе од 25 години. И еве и вие тогаш што се вели вашите, почетоци, кога станува збор за Велишкиот театар, од таму и се знаете и во Стариот театар исто, нели? И какви беа тие времиња за вас? За мене беа многу убави времиња, затоа што тоа беа почетоците на мојата кариера. Тоа беа воопшто почетоци на градење на некакви многу сериозни врски со сите тие повозрасни колеги таму кои што го одржуваат театарот, и навистина овој нов објект во кој што денес работиме, навистина го заслуживме. Со многу љубов, со многу посветеност кон работата и со врвен ентузијазам, затоа што, како што каже Зорица, условите за работа беа субстандардни. Беа под секое ниво. Иако екипите кои што го одржуваат театарот беа секогаш многу посветени, иако беше стара зградата, беше секогаш фино, средено, чисто, но условите на сцена беа исклучително тешки за работа. Имало ситуации кога сме работеле буквално со зимски јакни, со ракавици на рацете. Имало, се сеќавам на, да речеме, кога го работевме Онегин, ни замрзнуваше водата во базените. Така што условите беа навистина тешки, но токму тој ентузијазам на сите колеги, особено да мислам на повозрасните кои многу децени работеа во такви услови, практично ја завреднивме оваа нова зграда во која што сега работиме ние. Исклучително модерна, нели? Сега имате сите услови буквално. Не е само модерна, доброто е што е функционална. Тоа е многу важно. Сега има простор за се. Има простор каде да се чуваат костими, има простор каде да се чува сценографија. Ние имаме свој простор, ние актерите. Имаме гардероби нормални, не сме сите на куп, како што бевме предходно. Многу е убава зградата. И се надеваме дека сега ние ќе ја заслужиме уште повеќе таа зграда, мислам. Како велат уште повеќе, нели ќе цените и вие? Сакам да кажам дека ќе правиме се подобри и подобри представи.
И тоа веќе го правите, може да се каже, па еве конкретно можеме да позборуваме за представата Мајка, во која што вие играте улогата нели на мајка и станува збор нели за трилогија на Флориан Зелер. Веќе го игравте таткото, мислам представата таткото се играше во Велешкиот театар и се уште се игра, а еве сега имаме и представата Мајката во која што вие сте дел од екипата актерска, секако ги имате и вашите колеги Сандра Танчева, Кире Ацевски, Јордан Витанов, како што спомнавме, режијата има направено. Па кажете ни како функционираше од почетоците до сега целиот процес на подготовка на представата? Па, многу беше брзо, многу беше краток периодот. Почнавме пред новогодишните празници, а во исто време во театарот се играше и детска представа. Јас учествував и во детската представа и имав проби за Мајка. Многу вака кога направивме некоја сума сумаром на крајот, ние всушност многу малку проби сме имале. Нели за еден ваков тежок проект. Но ете се изборевме некако. Се изборевме. Почнавме пред Нова година, па направивме пауза за време на празниците. Пауза која што ни беше дадена и од државата, нели? И сега беше премиерата на 8 февруари и добро излезе. Добро излезе. Со оглед на тоа дека имавме навистина многу кратко време. Представата е реално сработена за 27-8 проби, од кои 6 читачки и останатите 22 мизансенски. Беше прилично кратко времето, интензивно се работеше, материјалот е многу захтевен. Станува збор за исклучителен автор, кој што не е само современ во однос на драмското писмо, туку е современ и во однос на третманот и темите. Обработува една многу актуелна тема во која што може да се препознае секој еден човек, без разлика дали е родител или не. Нели децата во тоа ќе ги препознаат сопствените родители, родителите ги препознаат сопствените деца, сопствените синови и ќерки, но во секој случај, како што каже Јордан после премиерата, убава е пораката на представата, а тоа е да се навратиме кон семејните вредности и кон она што го чини во суштина животот, а тоа е љубовта и грижата кон нашите најблиски. Така што ми е многу драго што еве од премиерната изведба до сега и двете репризи ни беа распродадени во рекорден рок. Следната е на 7 ми се чини и потоа последната недела имам уште една, така е. Да, овој месец. Ќе се игра представата сега во оваа прва половина од новата сезона. Нова премиера ни е на малата сцена. Јас и Зорица си уживаме многу во представата, прво затоа што играме заедно, а второ затоа што ова е навистина голем јубилеј. Обединува не само она што Зорица професионално го одиграла на сцената на театарот, туку обединува и цела една убава креативна енергија што сме се ја споделувале сите овие изминати години. Ете еден убав повод да се крунисаат тие 30 години нејзини на сцената на Велешкиот театар, токму со една ваква роља каква што е Мајка на Зелер. Исклучителен текст, исклучителна улога, многу комплицирана, и психоемотивно и кондициски, но во секој случај убав проект кој што мене секогаш вака ми прави убав печаток кога ќе дојдеме во театар за изведба. Еве гледаме баш инсерти од представата. Така е, да напоменам само дека покрај мене и Зорица во представата играат и двајца наши млади колеги од Велес, Кире Ацевски и Сандра Танчева, кои се надворешни соработници на театарот, но се надевам дека наскоро ќе може да ни се вклучат и да станат дел од нашиот ансамбл. Нужно ни се потребни, затоа што во моментот нашиот ансамбл е релативно мал. Останавме само 12 на луѓе, некои луѓе направија трансфери во други театри, некои ни заминаа во пензија, така што сме навистина мал ансамбл и сите овие представи кои ги имаме на репертоар практично ги обслужуваат тие 12 актери во моментот. Тоа е напорно вака, меѓутоа од друга страна и добро, затоа што немаме време за одмор. Се држиме во кондиција. Да, проект во проект. Да, тоа е од една страна и убаво. Глумец кој што не работи. Да, постојано од еден проект во друг и Велешкиот театар е многу активен како театар и во изминатиот период. Да, и важно е за колегите затоа што имаат постојано ангажмани во текот на годината. Знаете дека во другите театри не е така. Што е поголем ансамбл, тоа има повеќе луѓе кои можеби остануваат и без
ангажман. Кај нас не било тоа случај никогаш. Да. Колегите навистина многу работеле и многу играле од сите генерации зборувам. Иако во моментов јас и колегата Самуел сме веројатно највозрасни од мажите. Да, да. Ни недостасуваат млади актери. Но се надевам, дека наскоро ќе имаме можност да го прошириме ансамблот. Би сакала да го поздравам колегата Самуел. Ете просто така. И да не заборавам да му се заблагодарам на директорот Жарко Спасовски, кој што имаше слух за ова одбележување на юбилеј. Јас во контакт со некои пријатели, јас по потекло, мислам, татко ми е од Пирот, и се разбира, контактирам со тие луѓе таму, од тој театар, и ми кажаа дека во Србија генерално, барем во Пирот, на секој глумец поединечно му го одбележуваат јубилеот. Не е битно дали се 10 години, ме прашање 15, 20, и тогаш тој глумец кој што го слави јубилеот има право да си избере свој режисер и да игра главна улога. И ово му го кажав на Жаре уште летото и рече, па ајде да го направиме тоа. Ајде да го прославиме така јубилеот. И сега јас нема да го славам јубилеот само со една представа, само со мајка, туку во моментов ја подготвуваме и госпоѓа министерка во режија на Синиша Ефтимов. И се надевам дека ќе биде добра представата. Самото тоа дека Синиша Ефтимов е режисер и самото тоа дека нашиот ансамбл ќе соработува со него. И текстот на Бранислав Нушич, нели? Текстот на Бранислав Нушич, кој што е виден веќе многу пати, се надеваме дека ќе видиме, дека ќе направиме некое ново видување на тој текст и дека публиката ќе биде задоволна заедно со нас. Многу се радувам што токму ета госпоѓа министерка, ја имаме видено нели во како главни улоги многу наши врвни актерки, па баш ќе биде сега убаво искуство да ве видиме и вас. Да. Се надевам дека ќе биде убаво искуство. Сигурно дека ќе биде, тоа е актуелна актуелна тема. Уште сме во фаза па не знам каде сум, па не знам што правам. Отприлика за кога се планира изведбата? 27 март на денот на театар. Аха, па баш. Да. Одлично. Па скоро ќе биде. Скоро? Скоро. Лета времето. Лета, да. Како Велешки театар навистина големи проекти имавте, Васил, вие навистина со многу убави поводи имате исто така доаѓано гостувано тука, имате големи соработки со други театри, да го спомнеме театарот во Пловдив. Да. И докаде се соработките со нив? Па си трае таа соработка, представата редовно се играе на нивниот репертоар. 2-3 пати месечно патуваме во Пловдив. Интересна соработка, интересна размена на енергии. Се надевам дека од тоа ќе произлезат и некои други идни проекти. Она што следно не очекува е многу важно, е што токму со таа представа Без крв, нели, по Алесандро Бариков, режија на Дијана Добрева, ќе ги представуваме Бугарија и Македонија на Светската театарска олимпијада во Будимпешта. Тоа е некаде во мај. Сигурно представата ќе гостува и во повеќе театри во Бугарија, предвидено е гостување во Народниот театар Иван Вазов на 11 март и сигурно ќе има и уште некои фестивали. Во секој случај, убави соработки, проект кој што произлезе од некакво искрено препознавање со тие луѓе од нивно учество на нашиот фестивал Стоби. Тие настапуваа со нивна представа. Знаете, кога ќе се запознаете со луѓе со кои делите исти сродни вредности, реално тоа и да произлезат некакви соработки. Се разбира, имаше финансиско ограничување во однос на бројот на актери кои што можеа да работат во проектот. Режисерката сигурно ќе земеше и повеќе актери од нашиот театар, меѓутоа ете, остана на тоа да бидат само петорица. Убаво беше искуството на престојот и работата во Пловдив. Навистина колегите направија се да се чувствуваме навистина како дома. Така што ми е драго што ете и покрај нели фонот на политичките недоразбирања меѓу двете земји, уметниците секогаш говорат на еден друг јазик и ги гледаат нештата од една многу повозвишена перспектива. И ми е драго што нели покрај сите несогласувања, токму културата и уметноста стана јазикот со кој се запознавме, се препознавме, со кој направивме заедно и убава представа. Така, нема граници културата, вие сте нашите амбасадори, така што ете се надам дека и понатака ќе продолжите да не представувате нели со нашите представи и надвор, не само тука.
уметноста и културата е нешто за кое што во било кое време, историски гледано и сега, е она што не држи. Без разлика и на политичките кризи, ситуации и така натаму. Колку всушност културата е силна да обстои и во лоши времиња, и во тешки времиња, според вас? Па, Еве Зорица. со оглед на тоа дека ние секогаш сме некако ограничени со средства, најчесто сме ограничени со средства кога се подготвува представа. Ретки се тие представи, просто и не можам да се сетам вака на прва, кога сме можеле да си приуштиме се, да имаме сценографија како што сакаме, костими како што сакаме, тоа да биде скапо. И пак сме успевале. Мене ми е тоа многу јасно, јасен показател дека културата може да обстои во секакви услови, дури и без пари, што не мора да значи дека треба да биде без пари. Сепак театарот е скапа играчка и треба да се одржува така. Иако многу не би се согласиле со мене, особено оние луѓе кои што не сакаат многу ни уметноста ни театарот, и викаат зашто вам ви даваат пари? Па дојдете па видете. Јас мислам дека без култура не може да се живее. Апсолутно така. Мислам дека и не треба да се живее без култура. Тоа не храни, тоа не држи. Апсолутно, тоа е тоа. Духовната храна од секогаш била многу побитна од материјалистичката. Апсолутно. Мислам, не викам дека таа не е битна, се гледа, дека е битна, се гледа и мене дека ми е битна. Меѓутоа, духовната храна е она што ќе не направи подобри луѓе за почеток. Точно. Па ќе видиме докаде ќе стасаме со тоа. Васил, кој е вашето мислење? Па, знаете како, уметникот е душата на светот. Уметниците се секогаш душата на една нација. Имаат умешноста и моќта да толкуваат многу важни процеси од она што ние го живееме како луѓе, нели, во нашите индивидуални животи. И да испраќаат некои силни пораки за некои важни процеси од општествено-политичкото живење, така што на културата секогаш ќе недостига адекватна поддршка, особено нели во отсуство на некаква државна стратегија за тоа колку ние препознаваме важноста од создавањето на жива култура, на жива уметност и колку ја афирмираме незината промоција надвор. Затоа што промовирајќи културата и уметноста, практично ја промовираме државата, односно се промовираме себе си како нација, како народ. За македонците несомнено важи тезата дека сме талентирана нација, особено кога е уметноста во прашање. Но се разбира, тука многу е важна и поддршката од државата, односно од политичката номенклатура. Многу е важно да разберат оние кои ги креираат, нели, политиките, дека културата е значаен столб на нацијата и во таа смисла многу е важна континуираната поддршка. Не само во однос на средствата предвидени за продукција, но и особено во однос на инфраструктурата, во однос на човечките ресурси. Ние се уште имаме театри во државата кои работат во субстандардни услови, кои заслужуваат, нели, по-професионални стандарди за работа, а од друга страна и многу од театрите кубурат со мал број на вработени актери на сметка на голем број на млади, прекрасни колеги кои што се оставени буквално сами на себе. Така што сметам дека имам овде уште многу работи на кои што треба да се посвети адекватно внимание и да се изнедат адекватни решенија. Наше е да продолжиме да си ја сакаме професијата како што си ја сакаме и да ја работиме со љубов и посветено, затоа што знаете, уметноста не може да биде само вокација, не може да биде само професија како некои други, таа бара голем дел од нас самите, на сметка на тоа, нели, пропуштаме многу лични моменти од нашиот живот, затоа што нашата професија е едноставно таква, те бара целиот. Ако не си целиот, тогаш и резултатот е нецелосен на крај. Затоа и трае до толку години, затоа сте посветени максимално и публиката сака да ве гледа и ве цени, и почитува и верувам дека вие тоа го чувствувате, дека публиката тоа е взаемна љубов. Така. Тоа е взаемна љубов. Публиката може се да види, се. Јас, мене ми се случува, нели, да бидам во публика и точно да знам
како течел процесот на работа на една представа. Дали луѓето се забавувале или им било тешко. Си се гледа. Затоа и толку многу ја сакам оваа професија. Тука нема заташкување. Тука нема ништо зад затворени врати. Се е јасно и отворено. Ние ја даваме душата на публиката, буквално вака, и тие ни возвраќаат. И тоа е многу убава една синергија. Многу убава. Еве, спомнавме дека и приватно се знаете, нели, колегите едни со други. Еве, кажете ми мене на гледачите, какви се подготовките, какви се моментите кога ја подготвувате представата, па и додека трае или самата изведба на представата, имате ли интересни моменти? Ето, доловете ни некако таа атмосфера на подготовка на изведбата. Па, јас вака конкретно во оваа представа за мајка, многу ми беше мило што ќе работаме еден извесен период, не бевме директни партнери со Васил. Игравме во исти представи, меѓутоа игравме во исти представи, но не бевме директни партнери. И мајка, мојата мајка, немаше да биде мајка да не ми беше Васил партнер, сигурно. Сам немаше да биде тоа. Заедно е тоа. Тоа е, да. Многу е важно во нашата работа, нели, покрај професионалниот однос кон улогата, со работката со режисерот, со другите колеги. Многу е важно кога играте со колеги со кои многу добро се знаете и лично. Знаете, во нашата работа многу е важно работите да се разбираат без зборови. Нели, кога луѓето се чувствуваат, а се чувствуваме затоа што актерите во процесот на работа се многу отворени, нели? И тоа меѓусебно познавање е многу важно во процесот на работа, затоа што ние не само што си ги знаеме и валоризираме добрите страни, си ги знаеме и си ги валоризираме и слабите места кои бараат поддршка, нели, кои бараат потпора. Така што и тоа е взаемен процес, нели? Да ги држиме работите под контрола, да бидеме секогаш внатре. Речи си пред секоја изведба го минуваме цел текст заедно со целата екипа, нели, онака наизуст. Многу често си разговараме кои места можеме да ги подобриме, кои места можеме да ги промениме. Нели, процесот на работа на представата не завршува на премиера. За режисерот е секако тоа најболниот дел од процесот на работа со актерите, затоа што режисерите никако на премиерната изведба се разделуваат со, нели, авторската и актерската екипа и остават представата во рацете на актерите. Меѓутоа, работата на актерите продолжува и понатаму, нели? Ја чувствуваме публиката како реагира, кои места ги препознава. Интересно беше да речеме на последната изведба имаше многу интересна реакција од публиката во однос на апсурдните моменти во текстот, нели? Се она што публиката го доживува како апсурд предизвикува и смеа, иако е психолошки реализам, жанрот на представата, прилично е тешка темата. Меѓутоа, знаете како публиката секогаш ја гледа представата како да е дел од животот и во тоа препознава и убави и неубави моменти и на тој начин гради некаква идентификација со она што ние го играме на сцената. Но многу е важно кога работите со екипа со која се знаете и се почитуваат. Од тоа нема поубава. И многу се радувам, нели, кога имаме можност да почесто да играме заедно. Многу често се случува да играме во исти представи, но да не сме директни партнери, да не учествуваме во иста сцена. Така што сега ви се даде можност да се споите енергиите. Беше многу убаво. Но исто така во оваа представа важно беше што разменивме енергии со нашите помлади колеги кои што носат поинаква енергија, без оглед, нели, на нивното искуство, но имаат голема желба да учат, да се развиваат. Така што тие се поотворени, на некој начин не мотивираат и нас, нели, повозрастните. Будат некои наши размисли за времето во кое ние бевме млади, за времето на нашите почетоци, нели, како ние тогаш се градевме себе си, иако времињата се различни. Морам да признам дека времињата се различни, различни си и процесите на работа сега, се и многу побрзо, се и многу подинамично. Но сепак тој талент за дејноста актерска ми се чини истиот. Значи, талентот и трудот бил истиот и тогаш и сега. Така е. Без разлика на сите технологии, различни времења, различни нови генерации. А тоа ќе остане основата на театарот, без оглед на тоа на каде се развиваат новите текови трендови театарски, нели, колку стануваат технолошки или технократски во нивната основна функција, сепак ми се чини дека актерскиот
талент и талентот на сите останати соработници кои го чинат театарскиот процес останува апсолутно пример. И исто така самите теми, фасцинатно е колку и на одредени класици, па еве сега и кога станува збор за Флоријан или Зелер, темата е и сега актуелна. И секој ќе се пронајде од гледачите, и ви од актерите, и од гледачите, нели, кон самата актуелност на темата, релации, родител, дете. Така, не само заради актуелноста на темата, туку заради самиот автобиографски третман што Флоријан Зелер го прави во сопствените текстови, затоа што тој на некој начин го приспитува односот, сопствениот однос со сопствените родители. Тоа е нешто во кое нема човек во кое нема да се препозна и да открие некои сличности, нели, со она што ние го делиме со нашите родители, со нашите деца, така што се е верно. Заедно. Па и нашата игра. Да. Секогаш ги интересира гледачите, барем и вака ме прашувале, вашето прашање, нели, за дел од процесот. Конкретно во оваа представа јас имам 60 страници текст. И јас никогаш не сум имала проблем со паметење текст, со учење текст, секогаш сум го знаела текстот на пета проба од процесот. Сега имав проблем заради емоциите, заради всушност имав емотивни блокади и запирав и не знаев каде сум. Не знаев каде да продолжам. Возбуда некоја посебна. После тоа сватив на што се должам. На емотивната блокада, бидејќи е многу силна емотивна представата, силен е текстот. И јас тоа требаше да го пиета некако да го. Требаше тоа да го изживеам, да го почувствувам, да го изнесам на мој начин и тоа е сепак процес за кој што ми требаше повеќе време. Меѓутоа, Васил вака, ама го знаеш текстот. Да го знам, ама не го знам сега. Сега не знам каде сум, сега ви зборувам за пробите. Васил има смислено гести во текот на представата, за да ми помогне да се подсетам ако случајно се блокирам. И тоа е најубавото во нашата професија. Како ние си се крепиме еден со друг. Јас веќе ги немам тие емотивни блокади, јас веќе го знам текстот. Ама секогаш ми е мило да ја видам одредена геста кој што ќе ме подсети на тоа колку добар колега. Имам и колку сум благодарна за тоа. Живост на сцената, уверливост. Но знаете како, многу е комплицирана улогата затоа што ова е центристичка драматургија. Практично се е потпрано на ликот на мајката, сите дејства и промени во драмското дејствие на представата произлегуваат од тој лик, другите ликови се само во функција нејзина. Така што е навистина комплицирано. Комплицирано, јас секогаш тргнувам и од себе си, нели? Што јас би правел, да речеме, со таа материја. Многу захтевно, многу комплициран текст за говорење, многу брзи психоемотивни промени внатри, тоа навистина бара и повеќе време. Ние имавме релативно кратко време за подготовка на процесот, затоа што веќе беше предвидена премиерата, отпочнувањето на следниот проект, господја министарка, исто така беше веќе предвиден, така што и ние некогаш мора да влеземе во некакви рокови, а од друга страна нашата работа е многу жива материја и зависи многу од сите нешта да се подредат точно и да си легнат на своето место. Но тоа не чини професионалци, нели? Апсолутно и многу да знаеме и од непредвидливите и од условно опасните места да изградиме свој еден квалитет. А тоа секогаш на крајот се сведува на тоа, на меѓусебното добро познавање и на желбата да се извлече максимумот од оно што го работи. И таа почит меѓусебна навистина се гледа, а сигурно и публиката ќе ја препозна додека гледа представата и колку убаво што еден во друг верувате во себе и како ансамбл и тоа е исклучително важно. Долги години сте на македонската културна сцена. Имате ли момент кога не верувате во себе? Кога еве вака треба некој ваш колега да дојде до вас и да каже ти можеш, ќе биде се во ред? Има многу такви моменти. Многу такви моменти има во тек на еден процес. Сега не во секоја представа. Во некоја представа некако, сега зборувам за себе, точно знам што ќе правам и кој карактер ќе треба да го градам и така натаму. Некогаш не знам.
И сите го имаме тој проблем, се разбира. Сите сме минувале и ќе минуваме низ тоа. Тоа е дел од работата. Ама убавото е тоа што ние имаме навистина добар ансамбл. Ова не е само за телевизија. Навистина имаме добар ансамбл и сме убава екипа и сме пријатели. Па, скоро сите. Или имаме помлада генерација, па и најмлада генерација, кои што се уште не се вработени, се надевам дека ќе бидат. Ама имаме многу убава комуникација. Ние не сме театар кој што е поделен во кланови, во групи од двајца или од еден. Се правиме заедно и тоа е многу убаво. Затоа имате успешни представи. Се разбира. Тоа не може да се сокрие. Да. Васил, вие имате ли момент кога некако имате надоверба можеби кон себе за некој нов проект? Како не? Сомнажот е составен дел од нашата професија. Затоа што секоја улога е буквално од нула. Вас ви помага искуството во однос на преживеано, доживеано, актерски постапки, проверени актерски постапки, доверба помеѓу партнери, изградена доверба со режисер, провокативен концепт, нели, од многу нешта зависат на работите, но од друга страна пак изведбеноста во нашата професија секогаш подразбира леснотија и до таа леснотија многу тешко се стигнува. Некогаш има материја која што многу лесно се отвара и екипата многу лесно влегува внатре, нештата лесно стануваат, но има материјали кои се диви, кои се многу затворени, кои се покомплицирани, на кои треба да им најдете клуч како да ги наместите на вашиот актерски хабитус, на вашиот психоемотивен апарат. Нели, то се процеси многу релативни, но сомнажот секако постои. Јас да речем, ако тргнувам од себе си, јас никогаш не сум до крај задоволен. Секогаш знам дека може подобро, повеќе, доколку имаме повеќе време. Нели, од друга страна, нештата во голема мера зависат и од нашето спокојствие. Многу е важно екипата да е спокојна, нели, да нема немир. Но креативен немир има секогаш и после премиерната извед. Затоа што вие постојано откривате нови места, па се велите зошто ова не го направи вака, па ова можам да го направам вака. Така што тоа пак зависи од партнерите со кои играте, нели, кога луѓето се отворени, тогаш материјата ќе продолжи да се развива, да се видоизменува и да станува се подобро и подобро. Јас никогаш не се водам од тоа да го конзервирам процесот и да кажам, тоа е тоа и сега тоа само ќе го репетирам. Да, жива работа. За мене тоа не е интересно, нели, секогаш сакам да си откриваме нови работи, особено еве вака кога во екипата има луѓе со кои можеш да го правиш тоа. Но сомнажот секогаш постои. И сомнажот е природен елемент на нашата професија, затоа што ние и така раснеме, но и така откриваме многу нови работи за себе си, нели, преку одредени улоги откриваме некои места во нас за кои не сме знаеле дека ги имаме, откриваме некои светогледи за кои исто така не сме знаеле дека ги имаме. Така што тоа е оној убавиот, благороден дел од актерската професија, затоа што на крајот на денот актерството не е ништо друго освен проучување на животот. А животот е многу отворен поим. Се разбира, ние секогаш се повикуваме на нашето доживеано искуство, но има улоги, материи кои не секогаш подразбираат да се повикаат на оно што сте го видели и доживеале, работи кои никогаш нема да ги видиме и доживееме, но нели го имаме апаратот психоемотивен за да ги предпоставиме и да видиме како ние би се однесувале во таква една ситуација и на тој начин да го направиме ликот уверлив. А ликот е уверлив кога станува дел од вас, нели? Ви благодарам многу за ова преубаво интервју и за овој преубав разговор. Јас уживав на вистина и ќе ги поканиме секако гледачите да дојдат во Велешкиот театар, во Народниот театар Јордан Хаџиконстантинов Џинот во Велес и пред се да погледнат представата Мајка, а и другите ваши представи кои што се таму. Се разбира. Благодарам на поканата. Благодарам. Почитувани гледачи, ова издание на неделниот микс го завршуваме со врвните актери, како што спомнав Зорица Панчик и Васил Зафирчев. Се надам дека и ви уживавте во разговорот, а секако ние се гледаме веќе следниот викенд. Пријатно.